Владата реши новата учебна година да започне еден месец подоцна од вообичаеното, односно на 1 октомври. Останува одлуката стартот да биде онлайн, освен за учениците од 1 до 3 одделение, како и во училиштата со помал број на деца во паралелките. При тоа сепак по избор на родителите. Во меѓувреме беше донесен и протокол за работа на училиштата со физичко присуство. Од секторот за образование на општина Гостивар велат дека во анкетите поголем дел од родителите и наставниците се изјасниле за враќање на учениците во училишните клупи. Според нив, тоа нема да биде тешко да се спроведе во училиштата во селата и неколку во градот. Сепак има и такви школи, каде поради поголем број на деца во одделенијата, организирањето на настава со физичко присуство би било проблем. Но нормално условите имат услови, фактички децата во клас се над 20, по 20 ученици, освен во медицинско, Гоце Делчев и Исмаил Чемали, што има повеќе деца и таму ќе биде малку потешко да се спроведе. Во другите училишта има услови, но нема хигиеничари, тоа што е најбитно, ќе ни треба многу повеќе средства за дезинфекција, за чистење. Школите сега ова недела се подготвуваат, имаат генерално чистење, дезинфекција се спрема овие денови, да се направи и да бидат спремни било како тие да ја спроведат наставата. Надлежните сметаат дека враќањето на учениците во клупите треба да се спроведува етапно и согласно епидемиолошката состојба. Протоколите имаат строги правила. Училиштата ќе работат од 7 наутро до 20 часот навечер и ќе имаат посебен распоред за влез и излез. Наставата во училница се изведува со најмногу до 20 ученици и физичко растојание од 1,5 метри помеѓу присутните. Забрането е поздравување со физички контакт, како за вработените, така и за учениците. Протоколот предвидува и зголемено ниво на хигиена, честа дезинфекција и проветрување на просториите.